Денеска навистина ми представува големо задоволство што сум денеска овде на представувањето на истражувањето на Македонија 2025 за бюрократските процедури, направено во 6 европски држави во заедничка соработка со Цивика Мобилитас, Институтот за економски и социјални студии од Република Словачка и регионалната канцеларија на Фридрих Науман фондацијата. Како што знаете, денес се одбележува Меѓународниот ден на бирократијата. Неговото одбележување би сакал да го поздравам со еден цитат на познатиот француски писател од 19 век, Оноре де Балзак, кој ја дефинира бирократијата како джиновски механизам со кој управуваат минијатурни луѓе. За жал, иако поминаа повеќе од 1,5 век од смртта на овој мислител, можеме да се согласиме дека во многу земји од светот, па и во нашата држава, се уште на бирократијата се гледа како на масивен, тром и неефикасен систем кој бавно се прилагодува на потребите на реалниот сектор и на потребите на граѓаните. Но митовите се овде да се разбиваат. Со внимание ги разгледав наудите од ова истражување кои моите соговорници денеска ќе ги презентират и сакам да го поздравам квантифицирањето на бирократските процедури кои ни даваат насока за подобрување. За поздравување е тоа што Северна Македонија е позиционирана како најмалку бирократска земја од они кои учествуваа во истата. Сепак, јас сум човек кој сака секогаш повеќе и подобро. Сите добро знаеме дека на последниот извештај Doing Business 2020 година Северна Македонија е позиционирана помеѓу 20 топ држави. Тоа е 17-то место во светот за водење на бизнис и тоа е навистина одлично. Долго бев дел од приватниот сектор, а имам и меѓународно искуство во спроведување на проекти за подобра бизнис клима, но денеска ви се обраќам од позиција на човек кој има државничка одговорност пред вас да работам на подобрување и унапредување на економијата во земјава и поставување на здрави темели за долгорочен, одржлив и стабилен раст и развој на истата. Значаен дел од зголемувањето на ефективноста и ефикасноста во работењето е работата на тоа да ги доведеме до минимум сите бирократски процеси за компаниите и за граѓаните и на тој начин да ја олесниме нивната работа. Со еден збор, да ги растеретиме од непотребните бирократски процедури. Се наметнува клучното прашање како ќе го направиме сето ова. Во повеќе наврати истакнувам дека владата ќе биде посветена на создавање на платформа за економски развој, која ќе овозможи побрз и одржлив раст и развој на економијата на Северна Македонија на долг рок, што пак со сигурност ќе донесе нови работни места, подобри плати, нови патишта, железнички пруги, водоводи, пречистителни станици, училишта, градинки, болници или кусо ќе донесе подобар и поквалитетен живот. Со инклузивен процес во кој ќе бидат вклучени сите чинители во економското живење, стопанските комори, синдикатите, академската заедница, меѓународните партнери, граѓанските организации, преку процес на консултации и дискусии. Ќе работиме на унапредување на законската регулатива со која ќе се упростат и олеснат бирократските процедури. Веќе е поставен планот за мапирање на сите законски постапки низ кои граѓаните и стопанството ги остваруваат своите права и обврски кон државата, како и законските рокови за постапување од страна на државните органи или институции. Создавањето на така наречениот единствен регистар на процедури ќе има повеќекратни придобивки. Ќе се укаже на предолги или непотребни бирократски чекори и рокови. Ќе создаде услови за поголема транспарентност и отчетност на државните службеници кои се во служба на граѓаните, а со тоа секако ќе се зголеми нивната ефективност и ефикасност во постапките кон одредените процедури. Голем дел од постапките ќе се дигитализираат и можеби најважно, иако последно, ова ќе биде моćна алатка за сузбивање на корупцијата. За да го постигнеме ова, заедно со заменик председателот на владата задолжен за борба против корупцијата и криминал, одржлив развој и човечки ресурси Љупчо Николовски,
со кого оперативно работиме и ќе работиме и координираме целокупно овој процес. Веќе имавме неколку работни состаноци и во името на владата ве уверувам дека во наредните 4 години посветено ќе работиме на намалување на бирократските процедури, унапредување на условите за водење на бизнис и силна борба против корупцијата и сивата економија. Без разлика што денеска помеѓу 6 земји можеби сме најдобри. Верувам дека ако работиме заедно, ако создадеме синергија, ќе постигнеме многу повеќе, а нашите граѓани ќе живеат многу подобро. Благодарам на сите кои учествуваа во креирањето на овој извештај. Се разбира дека ќе ни биде корисна алатка како да се насочиме во кратењето на потребните постапки и како да го олесниме животот на граѓаните и компаниите. Се надевам дека наредниот пат кога ќе се видиме на некоја следна презентација, заедно со Сашо, на ваков извештај, со гордост ќе кажеме дека сме успеале во нашите намери. Благодарам.